Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Ова е ден пред, го снимам ова ден пред Илинден и сакам да кажам неколку работи. Гледам сега, фрштат патриотизми на сите страни и многумина мисла дека маптањето со знамето пропелерот, со вергина, вагина или не знам какви знамиња го одразуваат идентитетот на и патриотизмот на земјата. Имено, нели, дали ќе кажеш Северна или ќе кажеш Македонија или Маседонија или Македонијан или дали ќе им признаеш на бугарите или нема да бъде. За мене лично све е тоа голобода. Ништо не ми значи. Што е патриотизам? Но да дојдеме до патриотизам, први најмалце вака Великден да го чешнеме во една изолациона соба кај што би сакал малце вака да од една обзервација, бидејќи бев доле на дното со вас 25 години, не знам дали ја одржал некоја емисија. Еве сега конечно се скрасувам на едно повисоко ниво овдека во Република и добро е промената и добро е што и јас се менувам и што не сум истиот како што сум бил. Многумина ќе ми речат, Јанко, не си истиот, фала Богу. Но, знаете како, ај првен да го образложиме малку Илинден. Дали имате представа што значи Илинден? Да, сигурно ќе го кажете Илинденското востание 903, не Асном 40, нели, после војната, но клучното прашање што во суштина значи, колку е битен овој празник за нас како нешто што е по мене повеќе од идентитет. Имено, ја како религиозен македонец, иако не е дефолтот на македонецот да биде вака или онака религиозно определен, бидејќи тоа е право на избор кој го имаме, но ние имаме наследство од нашите предци, од нашите родители, од нашите прапрадедовци, кои не натопиле на себе си гените, ДНК-та, преданијата, се што знаеме наназад за нас е претопено со причест, со молитва, со вера во Христос и страдање за истото. Македонецот слави 3 празника. Клучни, најбитни. Нема важни, побитни празници, не само за македонецот. Кога ќе ги спомнам, кажувам дека тоа важи исто така за целиот свет и за целиот универзум. Кој иде у црква, знае дека Македонската православна црква има 3 посланија. Како и повеќето, едното послание кога Светиот архиерејски синод се обраќа за Рождество Христово, радоста, дека Бог, за да не увери во неговата љубов, да не увери во верата дека сме исправни, го праќа својот најмил син, се отелотворува меѓу нас да страда со нас и заради нас. Второто е дека тоа страдање е Великден, дека тоа страдање не е залудно, дека овој живот не е само една празна форма која ќе мине, туку не чека голема награда и потоа победата над смртта. Има ли нешто подозвишено? И кога ќе ве прашаат, а што е третото послание? Третото послание е Илинден, Илинденското послание. Тоа е рождество и тоа е воскресение на македонецот и на Македонија. Македонија воскреснала, Македонија се родила, Македонија пострадала, била растната и воскреснала. Има ли Илинден по-големо значење за нас од било што друго? Не сакам да идам во религиозни мистицизми, мамбо, джамбо, православни, но суштествено е прејако
Свети Илија, со громови, со колата на небото, најавување. Знаете, на оној свет нема време. Нема тогаш било 31 декември, 8 декември, 21 јануар, 15 март, 27 2 август или така натаму. Сите празници, сите радости на љубовта ги живееме исто време. Концепт кој многу тешко може да се свати. А можете да го наслутите на сон. Кога времето и просторот си играат чудни работи, не можете да ги разберете. А таков е вечниот живот. Нематеријален, нетварен, нема време, нема простор, а има еден чудесен спокој. А и се и да избегам од овој мамбо-джамбо кој мене се повеќе како доаѓам во оние позни години со радост морам да признам, не дека не се плашам од страдањето, но знаеш како си заминува животот и погледнуваш дека позади имаш повеќе од што те чека напред, но сваќаш дека тоа напред, ако го погледнеш убаво со онака хоризонт, како индијанец качен на коњ кога гледа далеку и ќе види дека бесконечност не чека. И тоа ме радува уште повеќе. Она што јас духовно го доживувам, не може да е поразлично од тоа што и вие духовно го доживувате. Некој на оваков, некој на онаков начин. Некој верува, некој не верува, но длабоко сите го имаме тоа. Се препознаваме како мирис, како вет. Сите препознаваме пролет кога доаѓа. Извади ми математичка формула за пролет. Што е? Топол воздух, мириса, подолг денот, потопло е. Да, иде пролет. Нема математика, на филинг го чувствуваме. И тоа сите го чувствуваме, и што веруваме, и што не веруваме, и што сакаме, и што не сакаме, и небитно. Така и обстојувањето наше. Искрено верувам дека обстојувањето на оваа земја, на овој народ е надвор од нас. Ништо да не правиме ќе обстанеме. Се да направиме ќе исчезнеме, бидејќи не е наше и не е до нас. Дали ќе не биде или не е дури ни наше. Дури да земеме сите да се само запалиме, да изгориме шумата во сите, цела земја да ја запалиме, ако не е негова волја, ќе обстане. Но ако се да направиме совршено, ако е негова волја, ќе исчезнеме. Има многу начини на исчезнување. Има неколку страшни, едно е што љубовта бледе, луѓето не влегуваат во брачни заедници, нема деца, се повеќе дисперзија, празните куќи и станови ќе ги купи некој ефтино затоа што за 50 години ќе нема кој да ги наследи, па ќе дојде некој од некоја планина, од некој друг континент, ќе купи и овдека некој друг ќе живее. Или можеби ќе дојде некоја нова природба, можеби ќе дојде некоја нова инспирација, како што и имале нашите прадедовци, кога знаеле дека голиот обстанок е во тоа и да работиш и да креираш јако и големо семејство. Но нема да влегувам ни во тоа мамбо-џамбо. За мене, како современик, во овој 21 век, ја повеќе сум живеел во 20-тиот од што во 21 век, се надевам дека ќе имам шанса исто толку да живеам и во овој век, дај Боже. Но за мене, патриотизмот, славењето на Илинден, славењето на Македонија не е во мафтање со знамења, не е со пеење патриотски песни, не е со удирање во гради, не е со... дури не е ни со гинење. Помина времето. Нашите гинеле. Затоа треба да сме им благодарни, затоа ќе го славиме Илинден, затоа што го положиле животот да ние, новите искушенија, да знаеме како да ги надминеме. И ние имаме нови искушенија. И не идеме на планини со пушки да пукаме, да се колеме, или меѓу себе, или со други и така натаму. Но ние имаме нови искушенија. А најновото искушение наше, по мене, кој е клуч на се, е криминалот. Луѓе мои, ако си патриот,
Прекини да ми играш шора. Прекини да ми пееш патриотски песни. Прекини да ми мафташ со знамиња. Прекини да ми аплаудираш на партиски собери. Прекини да ми јаваш со коњи. Прашај се, дали си ги платил сите сметки? Дали го почитуваш законот до најмала ситница? Дали на жолто застануваш? Дали на улица ако стои 30 км на час, возиш 30 км на час? Дали ако ти пишат казна, дигаш телефон за да те ја скинат? Дали правиш ситен криминал со подкупување со 100 грама кафе? Ништо не е. Се тоа отфрли го. Сакаш да ја оправиш оваа земја? Има криминал. Не чинат нашите политичари. Се согласувам. Не чинат. Криминални се. Но ја ќе ви кажам, тие политичари, од каде дојдоа? Од некоја планина? Марсовци ги донесо? Не, тоа се наши луѓе. Они се слика и прилика какви сме ние. За жал, лоша слика е. Но еве, конечно, после толку време гледам од блесоци дека Македонија има душа. И ќе ги кажам по име и презиме. Другите нема да ги спомнам затоа што ќе чекам да се докажат. Ќе им дадам шанса. Но за година дена ние потрошивме повеќе асфалт него наназад за 15 години. Александар Николовски, Коце Трајановски. Без преседан. Ми дава надеж. Тоа е патриотизам. Работи. Заработувај и биди чесен. Така се управа земја. Ма не треба ти да бидеш министер за едно или друго. Ти доволно е во рамките на својата фирма, на своето семејство, во местната заедница, во влезот, во куќниот дом, во куќниот совет, биди чесен и добар. Не барај врски за кецови да му се поправат на детето. Не барај врски за ова или за она. Труди се, работи, мачи се. У Македонија никој никогаш не умрел од глад. Има сиромаштија, но се помагаме. Се помагаме. И тоа е душата, тоа е она убавото огледало кое го имаме и ќе го имаме. Тоа ќе не обстане. Тоа е патриотизмот, да си помагаме едни на други, да не крадеме, да не лажеме, да имаме љубов, да имаме разбирање. Ама како е имало неправда ово, она, па што мислеле нашите, помислете си во турско време, помислете кога биле окупирани од Грција, од Бугарија, од Србија. Чувствувале љубов од државата, од све? Рамките наши, дете, човеку мој, жено моја, мажу мој, те сакам. Брату мој. Гледате таа љубов обстанала, надминала јевене. Илинден ќе биде вечен. Дали ќе бидеме ние, ќе ни се даде избор. Да не се плашиме да пострадаме. Да не се плашиме да истрпиме неправда. Да не се плашиме да ни направат зло. Ако тоа го направија на нашиот Господ, што очекуваме нам дека ќе ни се случи? Или како македонци, или како христијани? Нема да поминеме подобро. Но ќе воскреснеме. Тоа е апсолут. Илинден, третото послание, патриотизмот, денес, искушението е да му свртиш грб на криминалот, на беззаконието, на перверзијата, на изопаченоста, да бидеш смирен и да се трудиш да надминеш сето оној гнев од тебе што се раѓа. И со право. И со право. Имате да бидете гневни. Имате милион причини да бидете гневни, да земете да пукате, да тепате, да утепате, да бесите, да стрељате, да барате некој да биде стрела. Само зрнце, ако има причина за љубов, тоа да ви преовлада. Не постои магична формула. Тоа зрнце, малку љубов,
ќе ги надмине сите неправди. Кога тогаш? Воспитуваме со љубов, сакаме со љубов, работиме со љубов. Живееме со љубов, секој чекор со љубов. Секој чекор ни е уметност. Секој дело е поетика, ако одлучиме тоа да биде. Дали е надвор вруќо или студено? Овде. Овде почнува. Не е на кожата, не е физички. Во стравот, во ставот, во смирението, во умот и во срцето. Нема мантри, нема посебни рецепти, нема чајче како се прави. Прашање на одлука. Сакам. Јас све ова го знам. И паѓам. Ке завршам ова, леле, какви паметни работи кажав и после 15 минути ке се испокарам со моите. Ама се ке направам и да се смирам. Паѓаме во афекти, луѓе сме, слабости сме, падната природа сме, но никогаш нема да се откажам од она што сум. А јас сум христијанин, оти сум избрал. А се поклонувам на моите предци и сум благодарен што сум македонец. И ќе го славам за веки веков. Честит Илинден, драги мои пријатели и пријателки. Нека е за многу години. Бидете ми живи, здрави и узбрдо брзи.